Добар ден, 15 октомври 2018 година отворено студио 1 на Еден ТВ. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот водител секој понеделник. Војгуваме во уште една занимлива историска недела, како што можете да претпоставите. Се навикнавме веќе секоја втора недела во Македонија од политички аспект да е историска, но неделава навистина ќе биде густа, бидејќи не очекува една, се надеваме, содржинска расправа во парламентот, во собранието на Македонија, каде треба да видиме дали ќе се постигне некаков компромис околу изгласувањето на промените на уставот. Бидејќи ако тоа го нема, сите очекувања дека наскоро ќе се оди на воредни избори. Денешната програма ќе започнеме со една најава за она што не чека неделава. Прво ќе почнеме со веднаш после овие 10 минути расправа за тоа што се дневните настани. Ќе одиме со еден разговор во студиото со моите драги гости кои што ќе ги представам малку подоцна, а се однесува на оној фудбалски скандал или криминален скандал со апсењата во Белгија по повод сомневањата за финансиски криминали и заместење на надпревари во фудбалот. Потоа во 15 часот и 25 минути ќе бидат со мене во студиото двајца лауреати на годишната наградата за животно дело 11 октомври, поетот, писателот, новинарот Ристо Лазаров и професорот доктор Александар Ставридис, нашиот познат хирург, кој што исто така беше еден од лауреатите. Во 5 часот попладне, со мене овдека се надевам дека ќе бидат госпожата и колешката Оливера Трајковска, позната наша ТВ водителка, Вин и така натаму, а потоа со неа ќе биде во истото студио и господинот Петар Гошев, бившиот гувернер на Народна банка, но еден од оние политичари со најдолг стаж во македонската политика во изминатите 30 години. Потоа следуваат низ од други програмски сегменти кои што редовно ви ги нуди Еден ТВ. За вечерта да завршиме со една опсежна дискусија околу тоа каде оди македонското високо образование. Со мене ќе бидат ректорот на Универзитетот Кирил и Методи, господинот Никола Јанкуловски, професор доктор Никола Јанкуловски, неговиот колега од Американскиот Универзитетот Американски коледж во Скопје, професор доктор Томе Неновски, и ќе ни се придружи во таа дискусија и заменикот министр за образование, професор доктор Пеце Атанасовски. Така што верувам дека денеска ќе имаме една густа расправа со многу содржини кои што ќе го задоволат вашето внимание, но пред да почнеме со дел од овие најави што веќе ги направивме, јас мислам дека во собрание на линија ја имаме нашата колешка Весна Велкова, која што го следеше денешното одвивање на собраниската седница. Весна, дали се слушаме? Да, се слушаме, Ордановски. Може ли накратко да ни објасниш што се случуваше во собранието? Да. Овде во собранието веќе неколку минути народните избраници се на пауза до 15 часот, инаку од 11 и со мало задоснување започна собраниската седница. Имаше интересна дебата за уставните измени, значи во теке 61-та седница со единствена точка на дневниот ред владиниот предлог за пристапување кон измените на уставот. Значи веднаш на почетокот предлогот го образложи премиерот Зоран Заев. Тој во својот говор рече дека наместо политички игри да се обединиме околу главните стратешки интереси на Македонија, Европската унија и НАТО. Ги повика пратениците на ВМРО ДПМН да ги гласаат уставните измени и како гест на помирување го посочи простувањето за нападот во собранието за настаните од 27 април. Да го слушнеме овде премиерот Зоран Заев. Ајде да почнеме од тој 27 април 2017 година. Прва мета или цел бев јас, а после мене и сите пратеници. Пратениците од мнозинството, но и пратениците од опозицијата. Сите беа на некој начин можна мета и цел на изманипулирани поединци кои насилно тргнаа кон пратениците. Признајте, колеги од опозицијата, дека и вие бевте уплашени и затекнати. Одличен момент е да се простиме и да се помириме. Испраќам порака на помирување и простување за 27 април и настаните што се случија. Да седнеме и да го направиме тоа. Јас сум подготвен, ве повикувам сите, и мнозинството, и опозицијата. Да, знам дека тоа има цена. И подготвен сум да ја платам цената. Политичка е цената.
Та инаку во медиумите ова беше протолкувано како индиректна амнистија, но министерот за диаспора Едмонд Адеми на својот Фејсбук напиша дека простувањето не значи и амнистија. Подавањето рака за помирување не значи амнистија. Помирувањето или опростувањето е човечка особина и големина. Папата Јован Павле II му прости на својот атентатор, но тоа не го амнестираше Ахмет Али Акџа од одслужувањето на затворската казна. Обидот за атентат во 1981 година од затвор излезе 2010 година. Така и сега напиша Адеми на својата Фејсбук страница. Инаку веднаш по премиерот Зоран Заев за збор се јави пратеникот Илија Димовски од ВМРО ДПМН и тој рече дека се што треба сега да се направи е овие уставни измени да не се прифатат. Горан Мисовски од НСДП рече дека во игра се две сценарија: гласање на уставните измени или предвремени парламентарни избори, додавајќи дека целта на Мицковски е да ги смени сегашните пратеници на ВМРО ДПМН со своји кандидати. Артан Груби од ДУИ ги повика пратениците од опозицијата да се одлажат и да ги гласаат уставните измени. Да ги слушнеме овде пратениците Димовски, Мисовски и Артан Груби. Собранието на Република Македонија во овој состав со пратеници избрани без ветување дека ќе учествуваат во процедура за промена на уставот во насока на промена на уставното име и со референдумска одлука која што е таква каква што е, нема легитимитет да носи одлука за промена на уставот на Република Македонија. Од првиот парламентарен состав од 90 до 94 година повикувам ова собрание. Единствено нешто што може да направи во овој момент е да констатира дека овој предлог од владата за пристапување кон уставни измени е неприфатлив и ова собрание врз база на доброто искуство од првиот парламентарен состав да се врати на документите од 2008 година. Вие сте свесни сите пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН дека возможни се две сценарии и две опции. Прво е сите заеднички да го изгласаме договорот со Република Грција и да ги отпочнеме уставните измени. Договорот ни го гарантира македонскиот јазик, македонскиот идентитет. На тоа сите ви е добро јасно. Втората опција е да одиме на избори. Вие знаете дека вашиот председател, господинот Мицковски, инсистира, посакува да оди на избори, тоа е добро. Ама исто така знаете, анкетите ги имате и вие, ги имаме и ние. СДСМ или коалицијата предводена од СДСМ убедливо ќе ги добие изборите. Желбата на Христијан Мицковски е да ве замени вас. Тоа ви е многу добро јасно. Вие тоа добро го знаете. Да се постави во пратеничките групи, во пратеничката група на ВМРО ДПМН негови колеги, пријатели кои што се од новото раководство. Која е пожртвуваноста што се очекува од било кој од нас? Тоа е едно притискање на зеленото копче пред нас за нашата Македонија, да ја има и утре, но да биде посигурна, побезбедна, постабилна. Пожртвувајте се еднаш во својот живот за Македонија, за да ја има. Мене слободно наречете ме херетик, наречете ме предавник, но ќе гласам за. Да, говореше во текот на расправата, говореше и координаторот на ВМРО ДПМН Драган Данев, обраќајќи му се на премиерот, тој рече дека ако ја внесе Македонија под привремената референца, тогаш ќе има опозицијската поддршка, но и посакуваниот национален консензус. Јас сум свесен дека договорот ги отвора вратите за брз влез во НАТО и нуди известна иднина за влез во Европската унија, кој на крај сепак ќе зависи од нас. Ова граѓаните треба да го знаат. Јас гласав на референдумот и не можете да ми критикувате за тоа, но по референдумот волјата на граѓаните е јасна и јас ја немам можноста да гласам за уставните измени. Значи, Данев посочи дека ја цени подадената рака на Заев за национално помирување, но рече дека Заев требало порано да мисли за сето ова. Никогаш не е досна и сите ние и вие и треба да си ги признаеме грешките. Ова беше дел од говорот на координаторот на пратедничката група на ВМРО
ВМРО ДПМН Заев му возврати, му реплицираше, рече дека НАТО и Европската Унија не обединува сите, имаме денови и за помирување и за простување, повторно рече да си подадеме рака и левата и десната страна и да испратиме порака дека ова е вистинската шанса. Инаку за потребата од оваа точка на дневниот ред гласа 71 пратеник, против гласа 40. Како што реков, за збор се јавија 66 пратеници, но овде во собраниските кулуари просвои веста дека дел од пријавените за збор најверојатно ќе се откажат. Но екипата на Еден ТВ останува овде, па ќе видиме што ќе се случува. Ордановски? Накратко, бидејќи знам дека ги слушаш и гласовите во кулуарите, изјавата, дали беше изненадена и вие и колегите таму, па и пратениците од изјавата на Заев, која инаку на интернет масовно се толкува како понуда за амнестија? Имаше ли некаква реакција околу тоа и во она што се кажа на микрофоните? Па, во теке, како што реков, седмицата за уставните измени, пратениците се долу на своите места, гласачки места, на своите места за збор. Новинарите сме овде во прес-центарот. За сега нема некои толкувања во кулуарите што би значило ова, но најверојатно ова беше изненадување со оглед на тоа дека прослои веста дека оваа понуда наводно, велам, била разговарана и на извршниот одбор на ВМРО ДПМН, но наводно таа била одбиена. Тоа се шпекулации кои допрва треба да се разгледуваат, Ордановски. Добро, Весна, јас ти благодарам, ти ќе останеш во собранието и сигурен сум дека во текот на денот ќе се чуеме барем уште неколку пати. А јас би сакал да ве поканам да проследиме следниот сегмент во ова наше директно вклучување, во кој што ќе разговараме за еден настан кој што го привлече вниманието на спортската јавност, но и не само на спортската јавност минатата недела, бијќи се случи едно големо апсење во Белгија после неколкогодишна истрага во врска со финансиски сомневања за перење пари, со местењу надпревари и така натаму. Со мене во студиото се господинот Зоран Смилевски, спортски работник долгогодишен, колегата Владимир Булатовиќ, кој што е спортски новинар, и колегата Сладжан Ивковиќ, кој што е нашиот уредник на спортската редакција. Сладжан, што всушност се случи минатата недела и како е Македонија имплицирана во тоа што се случуваше во Белгија? Така. Изминативе денови сме сведоци на фудбалска треска која ја опфати Европа, посебно Белгија, откаде започнува целата истрага за фудбалски наместени надпревари, резултати, корупција, перење пари. Тоа што ние сме инволвирани, би рекол не директно, индиректно, е тоа што имаме македонски државјанин, фудбалски менаџер, познат поранешен македонски фудбалер Драган Силјановски, кој е еден од уапсените во Белгија. Иначе менаџер на клубот на Бриж, советник на тренерот? Така, менаџер на тренерот на клуб Бриж, исто така и на еден од напаѓачите во Белгија во клубот Андерлект, кој меѓу другите клуб Бриж, Андерлект и уште неколку клубови во Белгија се први на мета. Меѓу нив е и нашиот македонски државјанин. Зашто се сомневањата? За кои ги товарат? Така, ги товарат за местење изминатиот период, за местење на превари, резултати, корупција, трансфери на играчи, каде што најголем дел се плеткани со перење пари. Господи Смилевски, има ли таква работа во фудбалот? Има ли местење на превари? Ма не е возвршно. Видите, имало, има и ке има. Тоа е црна дамка на европска. Како гледате вие на оваа афера? Дали е тоа една во низ, бидејќи не е прва? И каде тоа ќе се развива? Веројатно го следа Велјковиќ со години. Не може то така преко ноќ. Они го следа, пратиот и знаете, има месења, нема докази. А без докази не може да обвините никој. Да кажете некој виновен. Него го пратиле 2-3 години и го начекале заедно со тренерот, со судија, со Во право ли сум кога мислам дека местењата се всушност заради облозите во обложувалниците спортски? Значи ќе наместите надпревар, а некој друг се профитот е најголем таму, така е, за нешто што го знае однапред резултатот и потоа обложувалници се исто едно зло. Големи пари се вртат тука. Да ви кажам нешто за тоа ваше. Викале, утре ќе биде јавка, ќе те појавиме. Па ставите пари ако знаете. Да. Значи има ту и шпекулации, манипулации, а да има. Сега треба да погодите кога е. Значи било и порано. Не местени, беше договорен надпревари. Ја не сега поштен, сите не поштени. Ја имам 600 надпревари прва лига, а сум играл до 3-4 договорени надпревари. То кажам јавно. А то не беше така. Во кои години?
70 години. Да, ама тогаш немаше облажување, тогаш не се вршаа огромни пари во целиот бизнес. Вместо пари може би нешто друго. Не, дојде преседник и каже, денес деца играме со челик, он има тамо челишана у Зеница, ми имаме фабрика за овие машини, ни треба челик, сакате плата, сакате, ајде 0-0. Владимир, како ти се чини тебе целата оваа? Па така беше, шо? Целата ситуација околу Белгија беше започната пред се заради откривање на финансиски криминал, перење пари и корупција. Околу трансфери на фудбалери. Значи трансфери на фудбалери. Околу трансфери. Тоа беше клучната поента. 2 години околу тоа истражува, па во таа шема на истражување се открија дека истата криминална организација и местела над превари. Меѓутоа поентата огромните пари се во трансферите. Сега во денешно време многу помали се затоа што финансискиот тек на средствата многу лесно се контролира. Обложувалниците известуваат дека има сомнителна уплата, па реагираат регулаторните тела во Европа. Има земји каде што тоа не се регулира. Меѓутоа, откога го видоа дека полесно се фаќаат местените над превари, истите тие криминални организации, во кои се менаџери, раководства на тимови, почнаа да играат околу трансферите на фудбалери. Ајде да објасниме што значи тоа да се направи криминал во трансфер на фудбалер. Како изгледа делото? Има неколку варијанти. Во менаџерските кругови најпозната е таа ретро комисија, така се вика таа некоја нивна фраза, од која и то зошто се вклучени Бриш и Андерлех тамо? Затоа што се огромни суми, затоа што трансферите се за познати фудбалери кои вредат. Купуваат пласично да објасним. Ја барам 20 милиони евра, а вие нудите 40. Значи тие 20 се делат. Тие 20 остануваат ни оданочени, ни тие се исправени. Кажете дека кошта 25 милиона. 15 за вас. Собственикот на клубот не знае, раководството на клубот и менаџерот делат 5 милиони меѓу себе. И тие се кеш пари кои потоа. Добро, ама од каде се тие пари? Бидејќи тие треба да се од негде извадени, тие мора да се криминални пари. Затоа се договори. Добро, клубот како докажува потоа текот на парите? Ако извадил 20 милиони, мора 20 милиони да уплати. Ако уплати помалку, како мисли дека ќе се излучи? Не, повеќе, тоа се двете раководства на клубовите се во договор заедно со менаџерите кои посредуваат во трансферот. Значи, со други зборови, и тој што го добива фудбалерот и тој што го продава. Сега тие 20 одат за фудбалерот, останатите се ги делат. И тие 20 потоа одат некогаш и на индивидуални трансакцијски сметки, затоа што да се избегне данок, како со анекс на договори, обавезно во сите случаи, па и Здравко Мамич беше фатен заради анекс на договори со Лука Модрич. Мислам дека и во Белград имаше сомневање апсиње на таа. И тоа и целата и во Белгија сега тоа е фокусот. Колку трансфери се направени во последните 10 години, Зоране, во Македонија на фудбалери? Ово го прашувам со една позадинска идеја. Јас не верувам дека е некогаш платен данок на тие пари. Не. Еве, се согласуваме, нашите суми не се веројатно толку милионски какви што се во италијанско првенство и така. Но сепак се работи за поголеми. Па видите сега, играчите на Вардар последните 2 години имат по 17.000 евра месечно. Плата. А званични договори на 500 евра. У ФСМ. Кај се тие 16.500 евра? Официјалните договори им затоа што од договорите мора да ги достават од клубовите до фудбалска федерација, таа до УЕФА и ФИФА. А договори доставуваат само на 500 евра, како што кажа. Така е. А платите реални се 17. Каде се тие државата, каде ги губи тие? Добро, што е тогаш интересот на собствениците на клубовите? Да губат своји пари на црн начин или пак перат пари низ клубовите? Се оди надвор. Јас знам некој од договорите, ама се обидувам. Се оди надвор, па се делат пари, па ги внесат у Македонија. Така се правеше. Јавна тајна е дека. А секогаш беше тоа. И у моје време, ако играч добил во 20% од сумата која е прикажана. Сумите не може да се споредат со сега. Тогаш, да ви кажам, ја имав 20 милиони денари. Па колку е 20 милиони сега? Да. Како гледате на овој потез на Албанија, да речеме, што од 1 јануари ги затвора спортските обложувалници? Одлично. Дали е тоа еден од начините да се справи човек? Владимир? Во Албанија можеби ќе се справи, меѓутоа еве 90% од европските држави имаат регулаторно тело за контрола на онлайн обложувањето. Меѓутоа Малта нема. Немаат земји во Азија. Мислам Кипар нема. Има една држава, мислам дека е Тексас, да не знам, од Соединетите Американски држави која нема. И во тие земји онлайн обложувањето е неконтролирано. И тие групации точно знаат каде оди. И залудно е Албанија, добро, во Албанија сега нема да се обложуваат онлайн, ќе биде контролирано. Може би Албанија се обидува да се справи со криминалот локален, со локалното перење. Мислам дека тој социјален аспект. Албански клубови не се на кладиница.
Да. Заради тоа, затоа што местото така. Па малку од социјален аспект, колку што знам во Албанија, па по глава на жител се троши на годишно ниво по 200 евра за обложување. Знаете ли колкав е македонскиот бизнис годишно со обложувалници? Од онаа последна проверка ја што ја направив е негде околу 100 милиони евра. Да. Колегите ми велат дека од првите 10 компании во Македонија по успешност 2 се обложувалници. Значи се работи сепак за значителни средства кои што во милионски суми се врзат низ тие обложува. Како се однесува, Сладжен, фудбалската, да кажам, фудбалското правителство? Федерација. Федерацијата, последните информации од фудбалската федерација веднаш по Белгија и настанатите малверзации се истакна дека немаат ништо не им стигнало на нивна адреса околу местењето над превари. Баш заради тоа рековме директно Македонија не е вклучена, индиректно поради случајот со фудбалскиот менаџер. Имате ли некакво сомневање дека таа истрага може би и кон Балканот да се прошири? Ова е конкретна? Не. Балканот е опфатен со Србија, Црнагора. Заради менаџерите само, заради Дејан Велјковиќ, а нашиот Драган Силјановски е во делот тимот на Дејан Велјковиќ. Меѓутоа во Белгија две групации функционираат. Македонски. Заради тоа е. А другата групација е жената од Таво си, ти како што е позната. Другата групација е на Моџи Баја, Тиранец, најмокниот менаџер во Белгија и во Западна Европа. И тие две групации се, а во групацијата на Велковиќ е нашиот Силјановски. Меѓутоа во Македонија има истраги, има покренато истраги за 3 сомнителни надпревари. И доставени се до Министерството за внатрешни работи пред 2 години, меѓутоа нема ништо. Нема никаква истина. А федерација, председник на федерација е пион, он е гласач за президент на УЕФА и на ФИФА. И не ги пат они. Добро, да ве прашам, мојот впечаток секогаш кога имало крупен криминал во која било држава, дека тоа не оди без мешаност на полицијата. Има ли такви сомневања дека и делови од полицијата се и во овој бизнес вмешани во Македонија? Све е можно. Бидејќи знаете како јас памтам од минатите времења, Партизан и Звезда беа војници на безбедносни клубови. Таму беа од генерали до... Партизан беше војни, ова беше полиција. Полициската структура. Сакам да кажам, дали државата може да се справи со тоа доколку сака? Може. Тоа ми е прашање. Може, ал не сака. Мора. Сега А зошто не би сакала? Па баш поради тоа, бидејќи големи функционери сигурно се мешани во сета. Првиот клуб кој беше суспендиран во Европа беше нашата Прилепска победа во 2010 година, суспендирано на пререз за местен натпрев. Меѓутоа во тој период немаше кривично гонење. УЕФА ја казнија суспендира, ниту еден не одговараше. Најда победа, јадна победа од толку месеци надпрев Европа, најда Ацуле и победа казан, па срамота е. Па толку надпрев се местат Европа, победа. Мислите дека се мести во најпознативе лига? Како не се мести? Ма не, тоа е јасно Италија. Не му се докаже. А гледаш телевизија, гледаш дека не заради тоа, затоа што УЕФА казнува такви мали клубови како Победа, го променија законот. Сега УЕФА само доставува докази, а извршната власт во државите мора да гони. Затоа гони сега УЕФА направи еден свој центар за гонење на овој тип во Бохумле, Комитет за интегритет и безбедност се вика, во Германија не вика така. Комитет Што работи тој, има ингеренции врз сите земји членки на УЕФА? Не, само ги прибира информациите за се, а мора да ги достави до соодветните јавни обвинителства. Порано не беше така. Сашо, све у пари. Не знаеме ние дека е се во пари, ама се обидуваме нешто и у чекови да види. Нешто и во законот да види. Нема шанса да се открие. Нема докази. Ај докажите дека не направи на место. Добро да ве прашам, зашто мислите дека тоа не може да се докаже? Па не може, пошто тоа се одвија у 4 ока. Па добро знам, ама со овие денешни технологии на одвивање у 4 ока, еве слушнавме и политичари како во 4 очи местеле огромни тендери, па на крај ги фатија. Вашиот глас против мој за, како че не може да се реши. И се пушта тоа. Големи пари се опрашање. Пушта се све ради пусти пари. Па добро знам, ама не е ли тоа една мала трагедија во смисла тоа што спортот стана веќе, знаете како луѓе одат со деца на надпревари, мислат дека гледаат надпревара, а всушност гледаат бизнис делка. И па затоа дел од европските држави почна да реагира. Тоа е од кога е од моје време уште пре 50 години, а како нема. А сега е софтицирано. Други методи се внимава. Кои би биле казните доколку се докажат овие дела, да речеме за Бриш, Сладжан?
И за Па најверојатно суспензија, нели, од неколку години, драстични Значи тоа се сепак драстични казни, нели? И во Италија имаше такви. Оние кои се инволвирани во целиот Тоа е во случај. спортскиот дел, кривично гонење. Па нели кај нас 76-та Шајбер казнеше 6 клуба и Варда беше прв седми. Па така беше. Ја играв в тоа време. 6 клуба се казнати, доколку има претходно успеси со тие надпревари. Значи секогаш имаше. Добро, кривична одговорност, ако се докаже. Тешко се тоа, тешко се открива. Ево, сега он 5-6 стана, Ролекси, кафичи, ово, оно, леле, колко е то пара, бре. Од тоа што јас го знам околу овие работи, разбирам дека всушност надпреварите се местат низ европски, балкански земји, а обложувалниците во Азија се тие кои што Сингапур, Хонг-Конг, Макао, тамо се тоа се значи очигледно меѓународни глобални мрежи на измам. Баш последниот пример што е со фудбалскиот натпревар на Црвена звезда и ПСЖ. Баш алармот е пристигнат од азиска некоја кладилница каде што се нели уплата од 200.000 евра на да загуби Црвена звезда. И кога потоа проверија, имало некои над 100 уплати со над по 5.000 евра на истиот тип. Затоа викам се лесно се контролира месењето преку облажувањето. Затоа на малверзации со трансфери. Некој ми кажа дека најново е што најново, можеби не е најново, тоа за мене е најново, дека сега веќе закажуваат надпревари и во понеделник лигашки надпревари затоа што тогаш не играат големите клубови кога облажувањата се за онлайн обложување дури во понеделник и дека голем дел од тие се сомничат за практично заместење. Нарочно состав за понеделник. Добро, ама тоа значи дека тоа не може без учество на националните фудбалски сојузи. Не може. Тоа значи дека има ли некаква програма за интегритет? Без судиска организација. Така е, па не може и случајно. Видите, јас колку што разбирам се местат и кој прв ќе шутира корнер, кој се местат резултати точни. Па голови во последната минута. Голови во последна минута, кој на која страна ќе игра. Кој корен што шути први, кој додаде топка. Што е одговорот на фудбалските национални организации на ова? Например, ФФМ има ли некаква програма за интегритет? Има ли некаков организиран напор за тоа барем на едно едукативно, некакво јавно ниво да се осуди и така натаму, или во принцип без многу реакции? Миж, јас сам да ти бајам. Се формира комитети за интегритет и безбедност. Мораше тоа заради мора Па врз основа на извештајот на тој комитет беше доставено до Министерство за внатрешни работи за 3 сомнителни надпревари. А понатака извршната власт ги презема. Извршната власт се мисли државата. Обвинителство и органи за прогон. Обвинителство покренало случај некаков. Има 3 случаи, 2 од женски фудбал и 1 од втора лига од Македонија. Не ги соопштуваат јавно имињата на клубовите, меѓутоа се официјално случај за кој постои досие во дали се мисли само во фудбалот или во други спортови? Во ракомет да речеме? Како не? Не реши резултати, како не се мисли. Тој коефициент 25. Па кога ќе видиме што се нудат понеделниците за типување. Затоа и формира регионални лиги, ниту се атрактивни, ниту имаат некакво влијание, а има високи коефициенти. Цел спорт е, за жал, цел спорт. Па добро, колеги, што е тогаш решението на ова? Не знам. А немате докази. Јас стално викам, не ворете дека нема докази, ама сомневањето очигледно и кога има докази се потврдува. Ако државата не сака, нема решение. Чеферин кога дојде едно од првите приоритети кога го избра за председател на УЕФА, Александар Чеферин, прв приоритет беше да се узбие финансискиот криминал по клубовите, трансферите и местењето над превари. И токму заради тоа ги формираат тие комитети за интегритет и безбедност. Сега дали ќе успеат? Па зашто Самсоненко се повлече? Санкција на кладилниците да не сме да се уплаќа, не знам, затоа што имаше судир да интерсионира 2 клуба, во ракомет и фудбал, и сега да го обвинат дека мести нешто, човек се повлече. А човекот не местеше, колку што јас знам. Се повлече од Македонија, ама. Повлече, па да не се сомнува. Уште функционираат во Русија и во... Се повлече, а не направи еден чекор сега. Колеги, ви благодарам, јас сум сигурен дека ова е една тема која што практично не може да се исцрпи за 15 на минути и мислам дека се договараме со Сладжан некој од наредните недели да се заватиме малку. Сега ја отворивме, ја почнавме, ќе коментира нели во наредните наши издания. Така што можеби ќе бидете консултирани за некои други аспекти на оваа тема и понатаму се надевам дека таа го завредува вниманието и на нашите гледачи. Во меѓувреме часот се ближи 14:30, а тоа е редовното време за вести. Јас ве препуштам на мојот колега
Александар Петрески, кој што ќе продолжи со информативната програма. Ние се гледаме да ве подсетам во 15:25. Александар, има ли денеска доволно вести за да исполниме термин? Токму така, Ордановски, доаѓа терминот за најновите информации од земјава и светот. Има информации кои што секако ќе се најдат во ова издание на вестите. Најнова информација е дека во моментов во Собранието се разгледува предлогот за пристапување кон измени на Уставот на Република Македонија. За сите овие информации кои што ги подготвивме во вестите, почнуваме веднаш по кратката најавна шпица. Го следите најновото информативно издание на Еден ТВ. Добар ден. Предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со насоки за негово изменување и дополнување поднесен од владата денеска пред пратениците во Собранието на Република Македонија. Премиерот Зоран Заев во својот говор во Собранието понуди помирување за настаните од 27 април, за како што рече да се обединат двете страни. Пратеникот Илија Димовски пак рече дека Собранието во овој состав и по ваква референдумска одлука нема легитимитет да носи одлука. Тој рече дека нивна обврска е да констатираат дека не се создадени уставни причини за измени на Уставот. Денешната седница ја следи колешката Весна Велкова. Со најновите информации од Собрание телефонски ја вклучуваме во овие вести. Весна, повели. Да, овде во Собранието веќе половина час, пратениците се на пауза до 15 часот. Имаше интересна дебата за уставните измени, во теке 61-та седница, единствена точка на дневниот ред, владиниот предлог за пристапување кон